разговараме со директорот на ансамблот Бажо Ѓорѓев. Господин Ѓорѓев, како минавте во Италија, какви се впечатоците генерали околу настапот? Така, значи 75 години ансамблот за народни песни и игри Тоска еве како е шири македонската култура, македонскиот фолклор. Во последните 10-15 години така интензивно веќе оди по светските фестивали, по и интернационални и интерконтинентални, така да оваа година ансамблот се одлучи за два многу реномирани фестивали, кој едниот е во Каљари на Сардинија и е 33-та година поред, а вториот е во Итири, 34-та година поред. Така да овие два фестивали беа врзани, така ние настапивме на овие два фестивали, ја презентиравме нашата култура, нашиот фолклор. Самите впечатоци, што да се каже, првиот ден, иако бевме изморени, иако имавме само 2 сата одмор и моравме директно на сцена, нашите деца млади покажа одма дека се едни од најдобрите, но веќе вториот ден докажа дека се стварно најдобри. Убаво беше чувството кога еден професионален ансамбл како што е Мексико, значи националниот ансамбл на Мексико, ти аплодираат на тие млади деца. Околу самите фестивали, убаво е да се каже дека ние сме за прв пат на Сардинија, убаво место, многу слични, луѓето се по менталитет на нас. Како ви прифатија домакините, да речеме, италијанскиот народ, со оглед на тоа што нашиот фолклор е динамичен и игралив, што би сте рекло, па дури песните се певли и можат многу брзо да се вклопат. Токму тоа сакав да го кажам, најпрво зборам за обичниот свет кој беше публика. Тоа беше, значи, еден народ кој е многу близок до нас. И буквално исто соработува и живее со нас. А инаку фолклорот македонски е сепак динамичен, стварно е енергичен. И кога водителите го најавува, кажува дека тоа е експлозивно, дека е тоа динамично, тоа прави спектакли. Значи, не само за публиката, него и за сите учесници, а ги имаше доста. Значи, на фестивалот земаа учество луѓе од Парагвај, луѓе од Боливија, од Мексико, од Руската република, Јужна Осетија, од Еквадор. Имаше многу италијански групи, значи имаше тоа на два фестивала премногу ансамбли. Следното? Што е тоа што планира ансамблот Тоска во на тамошната презентација и живот на ансамблот? Најнапред го имаме Распеани срца. Треба во септември да го завршиме Распеани срца, но морам да кажам дека веќе стапивме во контакт и имаме официјална покана од Боливија, имаме од Парагвај, така да ќе видиме што е следниот чекор. Јас мислам дека в крајот на септември или октомври треба уште една турнеја да се реализира, дали тоа ќе биде Украина или Белорусија, али ајде да видиме кој ќе дојдат тие месеци. Неизоставен дел од ансамблот Тоска е уметничкиот раководител, што би се рекло, на оркестарот, пејачката група, па и на делот минието на ансамблот Тоска е господинот Пане Мусев. Господин Мусев, како минавте во Италија со оглед на тоа што македонскиот фолклор општо позната работа, динамичен, игрив, певлив. Предпоставам дека немавте некоја посериозна работа во смисла да доловите хармонија, музика, да им представите на италијанскиот народ и публика тоа што е дел од македонскиот фолклор. Ајде одма да не почнеме со фалби, да, нескромно, е? Па добро, не мора баш и критични да биде. Околу делот на играњето, мислам, господин Ѓорѓев доволно објасни. Што се однесува до музичкиот дел, вие во почетокот рековте дека нашиот фолклор изобилува со една огромна мелоритмика која на секој чекор се беше присутна заинтенсираноста на другите ансамбли. Може би во почетокот не, ама полека тие веќе се заинтересира за како е тоа можно таков склоп на ритмика да се изведе. За ни беше тоа малку необично. Но како одминуваше времето, тие веќе, ајде да, јас би рекол, така навлегува во нашиот фолк. Најинтересно беше со мексиканците, мојот колега, басистот на мексиканците, дојде лично кај мене и вика, маестро, вика, како така, вика, вие се сноѓите оваа ритмика, вика, сега ќе ти објасна јас. Ајде, викам, доста се музикални, знаете, мексиканците. Не треба да се дискутира колку. Ајде ќе ти кажеме на обичен ритм, викам, раз, два, три, раз, два. Многу обичен, 7 осмини. И некако го улови ритма и другите колеги што беа со него.
И сега каде, и повече не се поздравувахме со чао и адиос, и само раз, два, три, раз, два, раз, два. И они дигнат от там, раз, два, три, раз, два, раз, два. И така беше поздравувањето на околу ние... Бидејќи ги спомнавте Мексико, сте имали средба со ансамбли од Боливија, Парагвај, некаква латиноамериканска Да, видите, варијанта многу повеќе отколку ова наша имаше која е вака- тука на балканскиот простор. Па видите, е општо познат фолклор, ама јас забележав една друга разлика. Значи, парагвајците со мексиканците се многу близко. И во играњето, и додека боливијците се различни. И русите како руси, Осетија, они се знаеха на барлет така. Повеќе Додека ние сме тоа што сме ние, тоа е јасна работа. И секогаш се трудевме, па со тие 4 постановки што ги игравме, Скопско, Бодарки, Жетврки, игри од Егејска Македонија, тоа се добри постановки, со полни со музика добра, и тоа е, и ние како оркестар бевме доста ангажирани, доста бевме... имавте доста работа, поворки, настапи, одење по неминовни се, цркви, не знам дефилињата кај се. градоначалници прием. Дефилињата се... Да. Дефилињата се неодмилливи, значи, на сите фестивали. У многу градови топло бевме пречекани од италијаните, и они се некоја сродна душа како Темпераментни, Темпераментни, живцени значи, како тоа- нас. Тоа секојаш беме добро примени, а со аплаузи не наградуваа кога одевме. Традиционално одевме на миса и моравме Тоа да ми беше испееме... чудно низ овој материјал информативен. Значи, Стандардно на миса. бира во неделя да отиме на миса, секојаш моравме да испееме нешто национално. Ние обично се држат на бињена платна беше. Белеше или молитва од Биле Томаска. Така, Пригодни песни. нормално пригодна песна се. Не може да се дарска песна. Мислим на свет Да, миса. да. Значи, приеми кај градоначалници, не испочитува и еден куриозитет. Значи, јас што забележав лично. Тоа е моје лично мислење, не сакам да се бада во контекст или ва. Значи, секаде каде што бе. Само на едно место кај приемат на градоначалникот во Каљари се спомна Северна Македонија. Значи, до овој момент, на сите настапи, конференции, и тоа професионални конференции, и машки, и женски конференции, од радија, од телевизија, дојдени. На моје лично задоволство. Никој не рече Северна Македонија. Македонија си Никој. Македонија. Само Македонија. Македонија, браво, маестро, браво, браво.